Благодарам. Почитуван председател на Собранието, почитуван мандатар иден премиер, почитувани кандидати за министри, идни министри, почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност, почитувана колешка Лукаревска. Тоа што сте опозиција во моментов не значи дека ќе бегате од очите на јавноста за неспособното водење на институциите 7 години, тоа што директно ги погоди граѓаните на Република Македонија, така да честа е наша на пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата да се соочуваме директно со вас, кои што всушност во вашите редови сте членови на владата, раководство на партијата и слично. Освен тоа, освен политичкиот пораз кој што го доживеавте како партија од 18 мандати, како носителка на изборна единица 3, кој што освоивте 4 мандати само, за разлика од пратеничката листа на ВМРО ДПМН која што освои 14 пратеници, искрено очекував да се одважите. Освен тоа, како најслабо водење на вашата институција, односно на управата за јавни приходи, можам да кажам дека заради истото тоа се соочивме со даночна евазија во државата од 40%, каде што директно се погодени граѓаните на Република Македонија и нивното живење. Почитувана господја Лукаревска, во однос на вашата реформа која што ја доведовте, нели мој дедеве, која што ја нарекувавте начин за зајакнување на економијата, и председателот Христијан Мицкоски истакна дека истата нема да ја укинеме, туку само ќе ја надградиме, но некако начин за водење на економијата и зајакнување на економијата, бидејќи сметам дека навистина е смешно да се занимаваме со тоа колку пари ќе им ставиме во џебот на граѓаните, само ќе ја надградиме, но како што реков, некако начин за јакнење на економијата. Нашата програма е богата со мерки кои што ќе значат силна економија и силен животен стандард за граѓаните. Вие тоа во наредниот период ќе можете да го видите. Во нашата програма имаме и реформи кои што се однесуваат на е-фактура, нешто што вие не успеавте да го воведете, а освен тоа ќе се задржиме и на ниските даноци како начин да ги мотивираме граѓаните да ги плаќаат своите даноци, како што истакнав, се соочуваме со висок процент на даночна евазија, па тоа ќе биде начинот со кој што ќе ги пробираме даноците во буџетот на Република Македонија и со тоа ќе бидат мотивирани граѓаните истите да ги плаќаат и да добиваат за тоа јавни, квалитетни, добра и услуги. И не заборавајте дека наш суштински коалиционен партнер е народот, нешто што вие како СДСМ го заборавивте. Не е народот тука за да обстои СДСМ на власт. Се надевам дека пораките кои што ви ги испрати народот во наредниот циклус ќе ги научите. Ви благодарам.